Веќе некое време слушаме како дел од производителите се фалат со системи за возење електрични автомобили со една педала, без употреба на сопирачките. Неговото функционирање е едноставно. Кога ќе се отпушти гаста, електромоторот работи како генератор, регенерирајќи ја енергијата истовремено забавувајќи го возилото. Но стручњаците на Порше тврдат дека ваквиот начин на возење е неефикасен. Точно е дека со него се зголемува секојдневната автономија, но на долг рок подобар метод за заштита на енергијата е така нареченото едрење. Тоа подразбира физичко исклучување на електромоторите заради намалување на отпорите, овозможувајќи автомобилот по инерција да се движи без никаква потрошувачка на енергија. Кога ќе треба да се намали брзината со притискање на педалата на сопирачките, тие повторно се поврзуваат со тркалата, регенерирајќи ја струјата, а класичните сопирачки се активираат во итни случаи и при целосно запирање. Основата за ваквото тврдење тие ја гледаат во физиката, која вели дека ваквата техника на возење ја зачувува кинетичката енергија на возилото во движење. Според нив, возењето со една педала предизвикува нејзини двојни губитоци, бидејќи енергијата при регенерирањето се конвертира во струја која се враќа во батериите. Како дополнителен плюс се наведува и дека возењето со едрење е интуитивно и поблиску до природата на возилата со конвенционални мотори. Стручњаците на Порше уверуваат дека во 90% од секојдневното користење на возилата, забавувањето се врши со помош на електромоторите и дека класичните сопирачки се активираат само при брзини помали од 5 км на час. Пресметал е и дека при големи брзини за 3 секунди забавување се регенерира доволно струја за поминување цел километар.